Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Министерството за земјоделство по кој знае кој пат ги излажа земјоделците. Министерот Димковски најави дека до крајот на месецот земјоделците можат да подигнат картици за зелена нафта. Но министерот заборави да каже дека со мерката само половина од земјоделците во Република Македонија може да ја користат оваа мерка. Односно ја прашуваме власта, зошто предвидува само 55.000 картички за зелена нафта, а во Македонија регистрирани се над 100.000 македонски земјоделци? Дали со овој податок се отвора нов сомнеш како ќе се избира кој ќе земе картица и дали изборот ќе се врши во општинските организации на СДСМ? Исто така го прашуваме министерот, зошто оваа мерка не се и офатени сточарите во Република Македонија како категорија? Почитувани, дополнителен проблем во врска со оваа мерка е неправичната распределба, односно гледано по култури, на некои култури каде процентот на учество на нафта е помал, а во други култури е поголем, во вкупните трошоци на производство, односно цена на чинење, им се дава иста субвенција. Ќе наведам неколку примери. За пченицата потребни се 55 литри нафта на хектар, без жетва, или потребни средства по актуелните цени изнесуваат 3355 денари. Учеството на нафта во цената на производство е 10%, а со субвенцијата што се дава од 750 денари на хектар, производната цена ќе се намали за минимални 3%. За пченката потребни се 110 литри на хектар, без берба, или 6710 денари за нафта по актуелните цени. Нафтата учествува во производната цена со 19% и со субвенцијата од 750 денари која што се дава, производната цена ќе се намали за незначителни 2%. Слични се и поразителни процентите и кај луцерката, пиперот и јаболката, каде намалувањето на производната цена ќе биде незначителен 1%. Со оваа пресметка се докажува дека мерката е козметичка и популистичка, бидејќи се работи за минимално намалување на трошоците на производство, кои се движат во рамките од 1 до 3%, што представува чиста символична вредност и нема да има никакво влијание на конкурентноста на производството и нема да се покријат зголемените трошоци кои земјоделците ги имаат во последниве 2 години. Почитувани, ако навистина државата се грижеше за земјоделците како што вели, требаше да ја намали акцизата, односно да ја врати по старо, и со тоа би се постигнал вистинскиот ефект кој би ги ставил во рамноправна основа сите граѓани во Република Македонија. А со оваа мерка, само уште една се докажува дека СДСМ е лош менаџер и ќе доведе до повеќе штетни отколку до корисни влијанија во земјоделскиот сектор. Ви благодарам.